На негова иницијатива, американскиот амбасадор во Република Македонија, господин Пол Волерс, денеска беше во прва официјална посета на општина Долнени. На средбата во локалната самоуправа, амбасадорот Волерс се интересираше за проблемите со кои се соочуваат жителите во Долненска општина и како амбасадата од САД може да им биде од помош за нивно ублажување. Градоначалникот доктор Боше Милошевски со неговите соработници го информира американскиот амбасадор за проблемите со инфраструктурата и водоснабдувањето во одделни населени места, но како што вели Волерс, амбасадата со програмите кои им се на располагање може да помогне во областа на образованието. Најпрвен би сакал да му се заблагодарам на градоначалникот за времето што го оддели да научам нешто повеќе за Долнени. Ова ми е прв пат да сум тука. Зборуваме за проблемите со кои се соочува општината и како амбасадата може да биде од помош. Разговаравме за проблемите со кои се соочуваат и другите помали места, како што е водоснабдувањето, канализацијата, патиштата и оти немаме програми во тие области. Може да се помогне за училиштата. Разговаравме за проблемите за кои би сакале помош во патишта, водоводи, немаме програми за такви работи, имаме некои работи за училиштата, особено со мултиетнички групи кои ги има во Долнени. Се надевам дека ќе направиме нешто за училиштата во Долнени. Great privilege to learn more about Dolneni. Значи денес општина Долнени беше почестена да има да дојде нашиот драг гостин, значи амбасадорот на Република на Соединетите американски држави Пол Волерс. Многу му благодариме. Значи господинот Волерс се интересираше за начинот на живот во општина Долнени, значи со што се занимава населението, со каква проблематика се соочувам јас како родоначалник. Прв пат е значи во овие краишта, прв пат доаѓа во посета на општина Долнени и значи се разговаравме на повеќе теми, за кое што најинтересна за нас беше таа USAID програмата преку американска амбасада. Значи тој не советуваше да аплицираме, значи тие се расположени да инвестираат во нашите училишта, кои што се со мултинационален карактер. Значи на нас останува да изготвуваме проекти и да аплицираме до тие се расположени за да помогнат. Проблемите најмногу, значи со инфраструктурата, со водоводите, со невработеноста на нашето население. Али тепак тие се склони да помогнат само во сферата на образованието, значи. Што секако не е за потценување. Баш на таа тема он ја кажа, односно господинот амбасадор, ја кажа неговата програма и целта на програмите од USAID за доделување помош, односно ни кажа да може да аплицираме во сферата на образование, да може да аплицираме за поправка на реновирање на училишта, како кровови, патоси, енергетска ефикасност и пошто нашите училишта се од мултиетнички состав, а они баш програмите ними биле во таа насока. Ние имаме такви училишта од 7-6 со мултиетнички состав, каде што приоритет најверојатно ќе му даеме на училиштето во Житоше, кое е вака најоптеретено или да не речам најзапуштено, затоа што во него држа настава и се уште држа настава и учениците од средно училиште, тоа е гимназија, и децата од основно училиште. Па така да, веројатно тука ќе аплицираме по оваа програма. Ќе донесеме некој заклучок во Советот, ќе ги информираме сите советници на оваа тема и веројатно ќе се донесе некој заклучок или одлука на кое училиште да му даеме приоритет. Ја како што кажам, мислам дека за Житоше, но мнозинството советници ќе одлучат дали баш Житоше или некое друго училиште ќе биде како приоритет за да аплицираме. Локалните власти во Долнени повеќе од сигурно е дека ќе се ангажираат околу изработка на проекти со кои би аплицирали и преку програмите од американската амбасада би искористиле средства за обнова на училишни објекти. 6 училишта се со мултиетнички карактер, но засега, велат од локалната самоуправа, приоритет е училиштето во Житоше. Амбасадорот Пол Волерс замина со верување дека повторно ќе ја посети општината Долнени.